За предстојниот викенд, Градската библиотека Борка Талески ви ја предлага книгата Точка на кулминација од авторката Памела Клер. Службеното патување на новинарката Натали Беноа се претвара во пекол во моментот кога мексикански картел ги убива речиси сите нејзини колеги во автобусот и ја зема неа како заложник. Една клаустрофобична девојка пикната во багажник како животно, а потоа затворена во напуштена куќа среде пустина во туѓа земја. Пеколот на Зак Мекбрајт почнува многу порано од оној на Натали. Во истото дувло среде пустината, истите луѓе со денови го измачуваат командирот Мекбрајт. Но потребно е многу повеќе од електрични шокови, неколку скорпи и тарантули за да се скрши човекот кој има преживеано вистински пекол. Тој е маршал, бивши војник, синоним за храброст, добитник на орден за воени заслуги. За Натали тоа е само глас кој ќе прозбори од мракот од келијата до неа и незината последна надеж за да остане жива. Една жена со силна волја за живот, еден маж одлучен да ја врати дома жива, макар и по цена на сопствениот живот. Едно бегство низ морничава пустина. Една љубов која почнува да гори таму каде што има останато само пепел. Почувствувајте ја нивната болка, страв и страст, затоа што Памела Клер дефинитивно е махер во создавањето ликови кои изгледаат толку реално и живо како да се извадени од вистинска приказна. За помладата популација за предстојниот викенд, Градската библиотека ја предлага книгата Која е таа девојка од Александра Потер. Никој не може да се спореди со Александра Потер. Белетристика за добро расположение исполнета со непредвидливи пресверти. Комична, романтична приказна за тоа што би можело да се случи ако сите ваши желби се исполнат одеднаш. Фантастично и забавно. Добитна комбинација на хаотична хероина која се запознава со ексцентричен херој и по одредени недоразбирања се влюбува. Внимателно напишана, со добар ритам и комична. Вистинско уживање. Прекрасно дело, интересно, со брз ритам и способно да расположи. Исполнето со хумор и душа. Заложителна книга за сите оние кои сметаат дека туѓото е секогаш посладко. Прекрасна романтична комедија.